Јас да ве поздравам, да се заблагодарам на медиумите за присуството, на граѓаните. Дарко е скромен и не кажува дека има исклучително голем предизвик во сервисирање на тековните поврски кои што ги наследи од неговиот претходник. Да не бидам јас себе недокажан, зборам за долговите кои што ги наследи. Исто така, тука е предизвикот со сметките, високите сметки за електрична енергија, кои што се апокалиптични, но и покрај сето тоа се наоѓа ресурси и можности да се реализираат проекти. Еве, слушнавте дел од проектите кои се реализираат во тек на реализација се и ќе бидат реализирани. Не треба да ги потцениме сите овие аргументи и не треба да го потцениме исто така игнорантскиот однос со страна на владата, која што одлучила да ги казнува бутелчени само затоа што во Бутел градоначелник е од редот на опозицијата, односно од ВМРО-ДПМН, и уште повеќе гледа дека е амбициозен, вреден, чесен и дека си ја исполнува програмата. Тоа е денеска за владата на СДСМ и ДУИ најголема казна. И они, бидејќи сето тоа го гледаат, одлучуваат на секој чекор да му поставуваат препреки, сопки и така натаму, но и покрај сето тоа и со нив на грб, ние, Дарко, дека во Бутел, ќе ги носиме и ќе ги реализираме сите проекти кои што сме ги ветили, кои што се дел од предизборната програма. Така што јас ги уверувам бутелчани дека, еве и самиот Дарко рече, повеќе од 90%, и јас мислам после промената во владата и повеќе од тоа што е ветено ќе биде реализирано, а до тогаш еве да се задржиме на таа прогноза од повеќе од 90% од тоа што е ветено во програмата. Важно е дека се работи, дека не се стои и дека се гради. Повторно ќе кажам, додека градоначелниците на ВМРО-ДПМН градат, овие во владата не престанаа да крадат. Тоа е разликата меѓу едните и другите. Да. Толку јас нема да ако имате дополнителни прашања, повелете. Да, господине Мицкоски, премиерот Ковачевски уверува и дека македонскиот јазик е признаен во Европската унија, наспроти она што го демантираат од Софија дека нема признавање на македонскиот јазик. Кој е вашиот коментар околу ова? Не заслужува тој. Сега премиере па мора да го коментираме, инаку во суштина не заслужуваат тие изјави никаков коментар. Јасно е, граѓаните гледаат дека за да ги зачуваат привилегиите, да ги зачуваат столиците, тендерите во 4 очи да врват, подготвени се буквално се да распродадат што народот го стекнал со мака. Но и покрај тоа, повторно, не треба да губиме надеж, затоа што не е работата завршена. Односно, браникот се пратениците на ВМРО-ДПМН и коалицијата во парламентот. Ковачевски, Османи, Маричич, како се викаше, и така натаму, можат да се обидуваат се да прават, но во суштина народот и пратениците од пратеничката група на ВМРО-ДПМН нема да им дозволат до крај тоа да го спроведат, а потоа доаѓа нова влада која што треба сите овие грешки една по една да ги исправи, и тоа ние пред јавноста си го заземавме како ветување и ветивме дека сето она кое што до сега е погрешно направено, доколку нормално ја добиеме довербата од народот, а јас очекувам ВМРО-ДПМН според последните анкети да има самата мнозинство во парламентот, овие грешки кои што се направени изминативе 5 години да бидат исправени, а виновниците за сето тоа да одговараат, затоа што знаете, ако тие не одговараат за ова што го правеа изминативе 5 години, тогаш некои следни генерации, ако постои се уште СДСМ, ќе мислат дека што и да направат ќе останат неказнети. Затоа мора за пример некој и да понесе одговорност, затоа што да се знае, да остане запаметено дека за секоја грешка следи и одговорност. Зборам под услов ако после изборите остане се уште СДСМ да постои како политичка партија. Така што да сумирам, Генчовска кажа, интелектуалните кругови кај нашиот источен сосед кажа што подразбираат под договорот, тие се повторно внатре, ние сме надвор. И повторно ќе кажам, среќа што не ја дозавршија работата, односно немаме промена на уставот, со тоа што ако имаше промена на уставот, тие ќе ја усвоја преговарачката рамка и тогаш ќе беше мат за македонскиот идентитет, но за сега работата е стабилна и така и ќе остане. Пратеничката група на ВМРО-ДПМН и уште некои слободумни пратеници во парламентот се браникот на македонскиот идентитет и нема да дозволат промена на уставот.
Има ли Апропо, веќе некакви притисоци врз пратеници од ВМРО ДПМН за Не, ние сме навикнати да живееме под притисок. Кај нас е чудно ако нема притисок, но и тоа ќе помине, се навикнувате. Знаете, еве, гледате што се случи во Прилеп. Претходно го опожарија возилото на директорот на комуналното предпријатие, поградначалникот имаше став и покрај тоа што Советот во општина Прилеп јасно кажа дека треба да се смени командирот на полициската станица, од Спасовскиот МВР нема реакција. Во текот на ноќта беше опожарено возилото и за малку фалеше поголема трагедија да се опожари неговата семејна куќа во Прилеп на пратеникот Петар Истовски. Но ако мисля дека тоа е начинот да се прави политички притисок врз политички неистомисленици, се лажат. Петар, или како ние го нарекуваме Пеката, е цврсто момче и ќе издржи се тоа што го прави. Сmatramo да има и слични притисоци, бидејќи министерот Османи рече дека со сигурност ќе се вметнат бугарите во уставот и ќе се случи втората меѓувладина конференција. Повтори дека истото сте рекле дека нема да се случи и за Преспанскиот договор, па се случило. Па ајде времето да покаже. Еве јас ви тврдам дека со сигурност нема да се случи. Опожарувањето. А јас за Преспанскиот договор сум го кажал мојот став. Сум зборувал за тие 8 теми на кои што го направија тоа предавство тогаш и нема што повеќе да додам. Точно ја прифаќам таа грешка и тогаш и сега како грешка и моја слабост и на ВМРО ДПМН, но еве јас ви уверувам дека тоа нема да се случи во овој случај. Има нови 8. Нема да има. Јас имам две прашања, ако ми дозволите. Прво за референдумот кој што го најавите дека ќе собирате потписи за тоа. Дали веќе начално имате некаква идеја дали тоа ќе биде, да речеме, за вметнување на бугарите во уставот, бидејќи ако е севкупно за францускиот предлог, звучи како, да не речем, после свадба тапани, дека веќе е завршена таа работа и дека не може за тоа да се изјаснуваат граѓаните. И уште едно прашање за еврокомесарот Вархеј, кој што вчера од Брисел упати порака до ВМРО ДПМН, рече дека не се европски вредности случувањето во собранието за време на дебатата кога се разговараше за конференцијата за Да, дали е после свадба тапани, не знам. Јас ќе се задржам на уставот. Уставот предвидува два типа на референдум, пред и после носење на одлука. Но тоа е погрешната стратегија на СДСМ и на тие нивните ментори. Ние немаме намера да се фокусираме преку референдумското изјаснување во тој дел, затоа што тоа се три различни процеси. Имаме билатерален договор, протоколот е билатерален договор, каде што има историја, култура и така натаму, па потоа ќе дадам одговор поврзано со ова визави ставот на господинот Оливер Вархеј. Вториот процес кој што е независен од ова е промената на уставот и вметнувањето на бугарите во преамбулата. И третиот процес кој што зависи од вториот процес, а тоа е усвојување на преговарачката рамка, во кој што пак е вметнат шверцерски првиот процес, а тоа е протоколот и билатералниот договор, се три различни процеси. Вториот процес, а тоа е промената на уставот. Еве одговорив јас веќе дека гарантирам дека нема да се случи. А гаранција за тоа е зборот на 44 пратеници од коалицијата која што ја предводи ВМРО ДПМН и останатите слободно мислечки пратеници. Не се фокусираме ние тука. Туку ние се фокусираме на преговарачката рамка, односно да бидам уште попрецизен, членот 5 ставот, односно членот 5 алинеја 4 од преговарачката рамка, каде што е вметнат протоколот и билатералниот договор. Тука треба да одлучат граѓаните дали прифаќаат ваква преговарачка рамка која што ниту една од 27 земји членки и Албанија сега 28 немала. Само ние имаме. Каде што има билатерален договор. Не се грижат, уставот нема да се смени. И нема граѓаните, јас знам дека има владини инсталации во опозицијата кои што се обидуваат сега да подриваат демекеве ВМРО ке барал од граѓаните за промена на уставот, па нема да биде тоа фокус. Бидете сигурни, тука е претеничката група на ВМРО ДПМН, уставот е безбеден и сигурен. Ние зборуваме за преговарачката рамка. Затоа што таа е суштината. Сега нема ништо Бугарија. Бугарија повторно изолирана во незината намера да се фокусира на протоколи и билатерален договор. Тие се уште го немаат европеизирано нивното барање. И тоа ги прави вознемирени, ако се сеќавате, излезе еден брифинг,
Што ако Софија се повлече од барањето за уставните измени? И не би ме чудело ако Софија се повлече, па некој тоа тука да го представи како голема победа. Не, повлекувањето на Софија и репроектирањето, да речеме, пред вториот кластер, ке значи прифаќање на преговарачката рамка од оваа предамничка влада, измамничка и криминална, и тогаш ке значи дека билатералниот договор сега станал европски договор. Да не ве чуди ако тоа се случи. Да рече Софија се повлекуваме од барањето и тука да излезат Бујар, овој Димитар, Бојан и да речат еве ние направивме. Не, тоа е маневар. Маневар. Зашто? За да може ова, затоа што они знаат дека доаѓа владата на ВМРО да помине силна, која што оваа преговарачка рамка ваква нема да прифати. Тука ние треба да се фокусираме. Значи, Тоа е суштина. Преговарачката рамка е сега. Траат консултациите во текот на вчерашниот ден, имаме извршен комитет во четврток, централен комитет во петок, ќе бидете благовремено известени. 3 месеци е процесот на собирање 150.000 потписи. Знам дека некој во парламентот ќе се обиде да го обструира, да нема референдум, исплашени се, ако не се исплашени, тогаш нема зошто да ги чуваат 7-8.000 полицајци да излезат од парламент. Исплашени се, само кукавици така може да реагираат. Полека, трпеливо, не се брза, имаме времето е пред нас, нема потреба. Сакаме секој чекор внимателно да го изодиме, за да немаме потоа грешки. И конечно, за ставот на господинот Вархеј, јас го почитувам неговиот став, но се надевам дека и тој го почитува мојот став, а тоа е дека Македонија и македонскиот народ премногу дадоа за тие европски вредности. Насила ни беше сменето знамето. Насила ни беше наметната времената референца за името. Добивме случај во Хаг и тој насила ни беше поништен под изговорот, тоа е меѓународно право, појаките имаат поголемо право. Потоа насила ни беше променет уставот. Насила ни беше променето уставното име. Насила сега беше прошверцуван обид да се начне македонскиот идентитет. Ако сето ова се европски вредности, простете, јас не сакам да ги споделувам. Јас сакам да ги споделувам вредностите дефинирани со копенхагенските критериуми и вредностите кои што се дефинирани според договорот за асоциација и стабилизација, кои што патем речено да ве потсетам македонската влада, односно првата влада на ВМРО ДПМН уште во 2000-та го потпише дури и пред Хрватска. Втората влада на ВМРО ДПМН обезбеди визна либерализација и обезбеди позитивен извештај за отпуштување на преговори. А што правеа владите на СДСМ? Менуваа име, менуваа знаме, тргуваа со влијание, многу краде, уште од транзицијата до сега. И тоа се влади кои што според овие бирократи споделуваат европски вредности, а ние не споделуваме. Ако се тоа европските вредности, простете ме, јас не ги споделувам. Дали спомнате за Софија? Дали имате некакви информации дека е можно Софија да се повлече од барањето за отварање на уставот? Па имам, да. Од власта ја убедуваат јавноста дека сето ова значи старт на преговорите со Европската унија. Што не преговараат? Е ова старт? Еве нека преговараат, така. Зошто бараат Зошто се уставот да се исклучуваат сите оние процеси, вклучително и скрининг од година и половина, во кој што еве го фаќаат и правосудството, сегмент во кој што доверба имаат само 8% од граѓаните. Нити скрининг има, нити преговори има. Ова што ни го нарекуваат скрининг е мониторинг кој што трае од првиот момент кога ние сме земја кандидат, од 2005 година, 17 години. Сме биле во влада, знаеме што значи тоа. Можеби според нив тоа се нарекува скрининг, но нема никаква врска како скрининг и тоа е јасно покажано во документите кои што вчера ги потпишува. Нити има преговори, нити ќе почнат. Јасна е позицијата. За да во овој момент се случат преговорите, потребно е да се смени уставот. Според заедничкиот став на Европската унија, членот 11 вели мора да се смени прво уставот, односно да се вметне дел од бугарскиот народ во преамбулата, па дури потоа да се одржи онаа вистинска меѓувладина која што ќе почне да го води процесот на скрининг и отварање на кластерите и поглавијата. Ова сега вчера беше само обична фотосесија, а Бога ми се заблажија, гледам торти имаше таму, така што отприлика тоа е што вчера се случуваше. Мислам, за жал, Албанија ќе си преговара, а ние повторно ќе си седиме во чекалната. Тоа е вака. Дали сте поканети, дали ќе учествувате вечерва на коктейлот во клуб на... Поканет сум, нема да учествувам. Зошто? Па не мислам дека е добро друштвото таму за коктел.
Ви благодарам. Да имате Уште едно убав. прашање, Да? не очекуваат наредниот месец, не очекуваат локални избори во Маврово, Ростоши и во Тетово, вие како политичка партија ќе учествувате. Каков конкретно резултат очекувате, како да се одвива процесот, ако земе обзир и претходните избори со оглед на притисоците со кои што се соочувавте како Ние ќе опозицијска учествуваме. партија? Кандидат е доктор Мевмет Џафери, членот на извршниот комитет на ВМРО ДПМН, почитуван човек, родител, семен човек и така натаму. Мислам навистина почитувам во средината таму и очекуваме дека ќе победи убедливо. Доктор Мевмет Џафери, исто така ги имаме своја листа и на локалните избори во Тетово за совет, кои што исто така ќе се случат на 20 август. Очекуваме бројот на советници да го зголемиме според последните мерења на јавното мислење. Дали ќе успеат, ако е прашањето, изборите во Маврово и Ростуше, се надам дека ќе успеат, бидејќи тоа е период кога многумина печалбари се враќаат во тој дел од Македонија и се надеваме дека ќе успееме да ги анимираме тие луѓе да излезат, да гласат и да го дадат својот глас за доктор Мевмет Џафери. Да. Ви благодарам. Имајте убав ден.